Повод за денешната пресконференција е хаотичната политика која води Груевски и ВМРО-ДПМН. Македонскиот премиер од една страна се обидува целосно да ја ВМРО-изира визната либерализација, прикажувајќи единствено како негов успех, а од друга страна поттикнува евроскептицизам. Со други збори, премиерот Груевски покажува две лица во политиката. Како поинаку може да се протолкува во само неколку дена да се организираат партиски протести пред Европската комисија, а истовремено се слават придобивките од влезот евентуален на Македонија во ЕУ и НАТО. Останува дилемата дали истите кои протестира ќе бидат наградени од владата со патување во Париз. Човекот кој сака себе си се прикаже како најголем заштитник на македонскиот национален идентитет организира прослави на плоштад со странски пејачи, со странски групи, притоа за тоа плаќа 300.000 евра и истовремено се рекетираат македонски фирми да го платат тој цех. Иронијата да биде уште поголема. На истиот плоштад на кој ќе се слави визната либерализација, Груевски планира да го постави споменикот на Александар Велики како круна на неговиот антиевропски проект за антиквизација на Македонија. Со тоа ја продолжува поделбата на македонскиот народ и директно однатре го разјадува македонскиот национален идентитет. Во изминативе 3,5 години Груевски го подели македонскиот народ на антички, на словенски македонци, на предавници, на патриоти и сега се обидува да направи крајната поделба на македонци кои сакаат да влезат во ЕУ и НАТО и на евроскептици. Почитувани граѓани, СДСМ ќе застане на чело на фронтот кој ќе се бори против ваквите поделби. Бидејќи единствената цел на Груевски и фамилијата е да ја држат Македонија што е можно подолго од НАТО и ЕУ интеграциите, за да го проложат економскиот пустош, корупцијата и криминалот и рушењето на демократијата во Македонија. Благодарам. Твоите прашања? Го коментирам како голема глупост. Тоа апсолутно не е точно. Ако зборуваме за предлогот од октомври 2005, каде што беше предложена Република Македонија да биде без транскрипција Република Македонија на латиница, таму предлогот што се понуди беше зачувување на македонскиот јазик и нација, македонски. Тоа е едно, и второ да потсетам дека Груевски во тоа време го одби тој предлог. И тоа жестоко го одби. Ако зборуваме за поделби и предавници и колку СДСМ направила во целиот процес и во спорот со Грција, 120 земји не признаа во периодот на владење на СДСМ, од кои што 3 земји кои што не признаа Република Македонија се членки на Советот за безбедност, постојани. Така да апсолутно апсолутно не е точно. Никако не е точно, ви кажа, пакетот доколку е ставен како идентитетско прашање, тој беше бетониран македонски јазик, македонска нација. Добро, значи јас сум згрозен од последните изјави на премиерот Груевски, особено од оваа последната што беше кажано во спортска сала. Видете, нема нормална држава демократска во светот, каде што актуелен премиер го обвинува за предавство легитимен лидер на опозицијата, бивш премиер и председател на оваа држава, избран од голем број на граѓани кои што го легитимирале неговиот избор. Таквиот вид на етикетирање е апсолутно без преседан. И тоа покажува како Груевски ја разбира демократијата во Македонија и општо, и како го разбира целата приказна околу национално единство. И всушност мислам дека токму ова што го прави Груевски со ваквата поделба е чин на големо национално предавство. Дали за СДСМ, што би сте СДСМ, дали тоа значи дека владата
Пошто нема намера од 2016 да влезе сериозно да преговара да дојде до решение кој што ќе ни оможи деблокада од европските интеграции. Видете, ако ги гледате политиките што ги прави владата од 7 декември пенавака, значи најавата за поставување споменик од Александар Македонски, најавите од врвни представници на власта, значи вице-премиер за европски интеграции, председател на државата, кај што може се насети евроскептицизмот и воопшто цела политика на повторно делење на македонскиот народ и подкопување на македонски идентитет, ќе видите како всушност дека владата ќе се занимава со други работи и нема автентична намера да влезе во суштински преговори. Видите, јас не можам никако другшие да го објаснам повикот за обединување, освен еден сарказам од страна на власта, кој што се повеќе се изострува. Значи, колку повеќе владата и Груевски повикува на обединување, толку повеќе граѓаните осеќаат поделба во македонскиот народ. Така да, апсолутно не би го коментирал, бидејќи навистина е иронична темата. Благодарам.